Однадвор, како и обично кај Volkswagen, многу работи изгледаат познато на прв поглед. Најзабележителни иновации се сега стандардните LED фарови, затемнети задни светла, двојната каросерија и алуминиумски тркала од 17 до 19 инчи. Во внатрешноста зголемене квалитетот на материјалите како и површините покриени со екрани. Нове дигиталниот кокпит со 8-инчен TFT дисплеј во боја, со доплата, сјаја и со дополнителни функции во формат од 10,25 инчи. Екраните на инфозабавниот систем се препозиционирани на контролната табла во стил на таблети. Големините на екраните на допир се движат од 6,5 инчи во основната до 8 инчи во нивоата на опрема Style и Airline, а за врвната верзија Discover Pro резервиран е дисплеј од 9,2 инчи со прикази на сообраќајни знаци во реално време и владее со интуитивна гласовна контрола. Моторите и погоните не беа допремни, што засега исклучува било каква електрификација. Така останаа во понуда еднолитрениот бензински мотор со 3 цилиндри и турбо со 110 конски сили и двата 4-цилиндрични турбаши од 1,5 литри и 150 конски сили и дволитарскиот од 190 конски сили, вториот со погон на сите тркала како стандард. Дизел моторите ги застапуваат двете дволитарски единици со 115 и 150 конски сили. Погонот 4Motion и 7-брзинскиот DSG менувач секогаш се вклучени во врвниот модел T-Roc R со жешки 300 коњи, кој спринта до 100 км на час за 4,9 секунди, има спортска суспензија и сопирачки со високи перформанси. T-Roc Cabrio, од друга страна, сепак ќе мора да се задоволи најмногу со 150 коњи. Покрај стандардното следење на опкружувањето со Front Assist, вклучувајќи пешаци и велосипедисти, содржи систем за одржување на лента, а може да биде опремен и со Matrix LED светло и полуавтономна помош при патување. Продажбата започнува наскоро кога ќе се знаат и цените. Сега на располагање се сите верзии, осем T-Roc R, кој ќе се придружи на почетокот на идната година.